Локалната акциона група Агролидер го спроведува проектот Лидер мерки неопходни практики за одржлив рурален развој, кој што е финансиран од Сдруженијето Млади правници, а ние сме всушност како подгрантисти на големиот проект на Млади правници, кој што е всушност финансиран од Европска унија. Главната цел на овој проект беше да се зајакнат локалните капацитети на нашиот лагер, значи на лагер Агролидер, а исто така и на другите лагови кои што се дел од мрежата на лагови, вкупно 8 соброј. Значи, до сега во рамките на овој проект ние направивме и реализиравме 6 состаноци во 6 различни општини, меѓу кои Крушево, Охрид, Крива Паланка, Велес, Тетово, Вторво Крушево и на крај имавме оваа денес конференција, која што конференција всушност ги соединува сите тие работи и влијае на делот на тоа како понатаму може да се придонеси за локален економски развој, како лаговите и како процесот на децентрализација влијае врз сето тоа. За таа цел ние имавме експерт од Грција, кој што е директор на одделот за општини, за заеднички општини, значи како плански регион, како кај на што функционираат всушност и планските региони, кој што го пренесе своето знаење, своите искуства поврзани со делот на децентрализација, на тоа како малите општини треба да го спроведат процесот на децентрализација, како кои понатамошни чекори би можеле да се преземат и како ние да го подобриме процесот на децентрализација, а секако тука е значењето на локалните акциони групи во цел тој процес на децентрализација. We had the opportunity to present the administrative structure in Greece. There are actually two levels of local governance in Greece, municipalities and the region. During the last 20 years, very major reforms have taken place. The most important reforms used to be Kapodistrias and Kallikratis reforms. Kapodistrias took place in 1997 and Kallikratis 2010. The main idea behind these reforms was to merge small municipalities into bigger one. So during the first reform, more than 6,000 municipalities decreased in around 1,000, and during the last reform, the 1,034 exactly decreased in 327 municipalities. The main intention behind these reforms was to strengthen the role of municipalities, their role into local development and regional planning, and we had the opportunity to evaluate to what extent this intention and this goal has been achieved or not. The main challenge was the intra-municipal decentralization. Our experience and evidence so far shows that there is many further reforms to be done, necessary to be done in order to strengthen a little bit more the intra-municipal decentralization. And last but not least, we had the opportunity to share our different experiences, and we concluded that the first and most important issue for local development is not the financial resources but the human resources. So it's very important, it's worthy to invest in human resources to trigger the local development. The critical things is cooperation. Cooperation at horizontal and vertical level, at a vertical level as well. This means that municipalities in particular should be open to new methodologies and to new approaches of cooperation, not only at a national but at the international level as well. Last thing is that it's very critical to realize that we are not alone. We are not live in an island in the middle of ocean. We have neighbors,
we have interactions, we have synergies, and we have exploited all these parameters in order to achieve an added value for local people. Можам да кажам дека сум особено задоволна од презентацијата на професорот Лефтерис, кој што ја изнесе структурата и организацијата на локалната самоуправа во Грција, што е особено битно да се знае и за нас како представници на локалната самоуправа тука во Македонија. Доаѓаме од Одделението за локален економски развој при погранична соработка. Една од можностите за унапредување на локалниот економски развој во нашата општина е искористувањето на фондовите за прекогранична соработка со Грција. Тоа е нешто на кое што општините треба да обрнат посебно внимание како извор и дополнително финансирање за решавање на секојдневните проблеми на нашите граѓани. Сакам да напоменам дека не сме сами, дека покрај меѓуопштинската соработка во рамките на на Пелагонискиот регион, на нашата држава, особено треба да обрнеме внимание на соработка, на имплементација на заеднички проекти и со општини од другата страна на границата, односно мораме да обрнеме особено внимание во развојот на прекограничната соработка. Сами не можеме да одиме напред, но треба да ги имаме во предвид нашите можности, нашите предности и во соработка со останатите општини и од соседните држави да имплементираме заеднички проекти, а сето во насока и во подобрување на благосостојбата на нашите граѓани.